Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е владиката Пимен, митрополит на Европската епархија. Отец Пимен, во една од вашите колумни велите, политика ли, ако ве прашам, зошто за се нешто ме обвинувате дека било мешање во политика, но сепак останувате гласен и критичен, особено на социјалните мрежи. Што е тоа што ве држи толку активен и упорен таму? Човек што и да спомене во нашето општество наликува дека е тоа мешање во политика. Всушност, она што сакам да го правам е далеко од тоа да се мешам во политика, туку да упатам понекогаш критика и тоа на еден специфичен, така малку саркастичен начин, да опоменам на искривувањето во општеството, меѓутоа кој ќе се поистовети човек со политиката, политичарот, односно кој ќе се поистовети со политиката, тогаш испаѓа дека секоја една критика на општеството се однесува на него лично. И тука настануваат тие проблеми. Сега, тука мојата борба, ќе речем дека ја гледам токму во тоа да покажеме дека кога критикуваме некоја општествена појава, не значи дека критикуваме конкретен политичар, за да станеме непријатели со него. Ве нарекуваат некои владиката од Facebook, па колку се социјалните мрежи еден мост до новите генерации? Успевате ли да допрете на овој начин до нив? Па првичната идеја со отворањето на Facebook профилот најпрво беше тој епархиски профил кој требаше да биде за контрола на она што се објавува по црковните општини. Но подоцна се покажа дека тоа може да биде и мокно средство за да се упати една порака, особено до помладиот народ. И тоа навистина функционираше во еден период добро, но во последно време пак добивам забелешки дека не сум многу активен на Facebook и на социјалните мрежи. Тоа како да испаѓа како да сум се повлекол, но не станува збор за тоа, туку некако завлада и со социјалните мрежи еден дух на клевети, на обвинување, на плукање меѓусебно, што ми покажува секој ден се повеќе дека ја губи онаа примарна намена што имаше Фејсбукот за да се поставуваат пријателство, за да се воспоставуваат и да се споделуваат убави работи, информации, стана тоа место на колнење, на закани, така да некако полека, но сигурно го напуштам тој простор. Веќе кој да критикуваш кога не гледаш нешто подобро дека ќе дојде. Некои ве смета да за нетипичен, неконвенционален, необичен или различен владика е сега со оглед на тоа што едно од последниве истражувања вели дека македонските граѓани малку лошо стојат на тема толеранција на различните од нив генерално. Па ви тежи ли таа етикета на различен? Па, како кажал некој од помудрите, дека за луд се смета оној човек чие што лудило не се совпаѓа со колективното. И не ми смета мене, навистина не ми смета тоа што еве ќе се сретне со луѓе кои ќе те препознаат по улица, кои сепак сме го направиле тој контакт, кој потоа лично и кој ќе ме запознат, знаат и да го променат тоа мислење, сега различноста не можеме да ја загубиме. Значи, личноста, кога влегуваме во манастир, кога влегуваме во црква, не треба тотално да изгубиме нашата личност, туку само да ја охристијанизираме. Значи, сета таа различност, ако се насочи кон Бога, како посебен начин на приоѓање до луѓето, тогаш не ми смета, навистина. Убаво е тоа да се биде различен, барем за мене. Колку и тоа, потоа да боли со разни етикети, обвинувања и разни клевети, плукања, дури замерки, дури некојаш и по улица кога се оди да се дрзне некој да префали некој збор, но како викаат во народната, онаа мачка што јаде крапки, јаде и стап. Кога сме кај етикетите, попови и джипови, редовно народот ги става некако во пакет во иста реченица, па каков е вашиот коментар за луксузниот возен парк на дел од вашите колеги во оваа смисла? Па навистина тоа стана веќе стереотип да се смета дека попот, односно владиката е додатно опремена на джипот и обратно, но боде очи се тоа, да речеме, свесни сме, сите сме свесни дека боде очи тоа, дека со скапиот возен парк ќе не идеме на критика постојано, дека некој ќе не опомене за тоа какви коли возиме. Но од друга страна, кога ќе погледнете по улица, кој све не вози денес
поубави и полуксузни автомобили и од нас самите владици. Позицијата што имаме во црквата, кога би се израмнила нека на световно ниво, архиепископот би требал да има честа на премиера, владиците, останатите владици да бидат министри. Сега, кога се погне на тоа рамниште, кога се има службени возила кои постојано се заминуваат, не дека, ќе речем повторно, би го оправдал тоа да имаме нешто и што не ни треба, но сепак треба да бидеме и ние во онаа класа на луѓе кои имаат барем едно пристојно возило кој ќе одговори на потребите на патувањата кои што ги имаме како службена обврска. Вие со какво превозно средство дојдовте на ова интервју? Audi A6 2010 година. Ако зборуваме за светлите точки кои ја одбележа изминатава година, за вас сигурно тоа беше примањето на Македонската православна црква во канонско единство со останатите православни цркви. Што значи тоа конкретно за вас како европски епископ? Тоа беше навистина огромна радост за сите нас, не само како клир на црквата, туку и како обичен верен народ на црквата. Сега тоа ни отвора врати за сослужување, за кога патуваме некако сослужуваме со другите сестрински цркви, изворно се чуе вистината за нашата црква и од нас кога сме таму, а не да добиваат пласирана информација од некој кој на кого не му одговарал да го имаме ние тој наш автокефален статус. За мене конкретно тоа ми помага навистина во оние неколку земји од Европа каде што имаше оспорување на тоа ако црквата не е призната од Цариградска патриаршија, да не можеме да бидеме ни регистрирани полноправно како Македонска православна црква, па тоа создаваше потешкоти во добивање на работна дозвола за свештеник и така натаму, но еве фала му на Бога доаѓаме и до тоа да и ние да бидеме равноправно прифатени секаде и да не се тргнат од патот сите оние обструкции што ги имавме од некои од сестринските цркви. Во обраќањето на Вселенската патриаршија се назначува дека јурисдикцијата на Охридската архиепископија е на македонска територија. Што значи тоа за трите епархии на Македонска православна црква, Охридска архиепископија во странство, меѓу кои и вашата? Па тоа ограничување кој се споменува дека имаме јурисдикција само на право на територијата на денешна Република Македонија. Тоа мислам дека е проблем во толкувањето, дека не ни се забранува нас да можеме да се организираме диаспората или дека ќе треба некому да ја предадеме владењето на диаспората, туку тоа се однесува повеќе на тоа дека не смееме преку границите да си влегуваме едни со други, затоа што ние и секако сме се водели по тоа правило како Македонска православна црква и сите други православни цркви, дека онаму каде што е доминантна православната црква нема отворање на епархии, нема отворање на парохии каде што би доаѓале соседите да пречекоруваат границата за може да ги одржуваат богослужбите. Во таа смисла треба да го сватиме ова ограничување на јурисдикцијата на нашата Македонска православна црква, значи на територијата на денешна наша Република Македонија. Вие сте пимен европски, но колку се чувствувате вистински како европјанин додека чакорите низ Скопје или можеби низ родниот Ресен, или тоа чувство го имате можеби единствено кога шетате низ Малме, каде што е седиштето на вашата епархија, или додека патувате во останатите земји членки на Европската унија? Какво ви е чувството овде? Италијанците имаат една изрека во Рим биди римјанин. Така да по тоа се водам и во Европа да бидам европјанин. Наистина да после толку патување некако сето тоа ти станува дел. И некојаш чудно дури кога се фаќам и самиот како некојаш навивам за Шведска, некојаш навивам за Франција, некојаш за Италија, во зависи со тоа каде сум престојувал и колку сум се врзал со тие места, така да убаво е чувството да се има тој космополитски дух, да можеш секаде да се чувствуваш како дома. За жал, не секаде сме добро прифатени, значи некаде
по некои места каде што има бројно македонско население, навистина знаеме да бидеме добро интегрирани и добро прифатени, но некаде и да има и забелешки на нашите однесувања. Се трудиме и верувам дека со младите генерации многу подобро ќе се интегрираат од оние наши први луѓе кои што размислувале не иселенички, туку печалбарски, размислувале дека ќе поживеат, ќе поработат и ќе се вратат во татковината, но испадна дека нити тие се вратија, нити нивните деца имаат намера да се вратат. Втората генерација, затоа ќе речеме, поинтегрирана и за среќа не е асимилирана. Така да и јас се чувствувам секаде дека сум дел од таа Европа и европеец, но секако не можам да го изгубам тоа што го носам во себе. Значи, се обидвам да се интегрирам, но не и да се асимилирам целосно. Кога го споменавте навивањето, има нешто што е константно, а тоа е дека навивате за најтрофеениот италијански клуб Јувентус. На кај северот од Италија ве влече Јувентус, а на кај југот ова пролет сите не одвлече она соочување на македонската фудбалска репрезентација со италијанската, кога практично им ги уништивме шансите да играат на ова светско првенство во Катар. Да сте во моментов на позиција на селекторот на репрезентацијата Благоја Милевски, што би украле или што би земале од тој победнички дух, можеби, на Јувентус и би го примениле во домашната репрезентација, за да се радуваме на уште такви успеси, да има реприза на она што ни се случи на стадионот Ренцо Барбера во Палермо во март? Повично се вели дека од Јувентус најдобро што може да се земе како поука е контакт со судиите. Не баш убаво било да можеме да го имаме тој менталитет секојаш победнички, да не се предаваме, секојаш да биде сон, да се игра со како една фамилија, како едно семејство, да игра целиот тим и да се чувствува тој дух. Доколку не функционираме како тим, не се чувствуваме како семејство кој треба заеднички да се бори, туку се нагласи индивидуализма, тогаш нема ништо од тоа, не само на поле на спортот, на фудбалот, туку воопшто во црква и во општество секогаш би пропаѓале доколку се водиме од индивидуализмот, а не од она што една семејна заедничка вредност која треба да ја негуваме. А каде беше најтемно, каде треба да ја вклучиме сијаличката за да биде подобра следната година? Тешко може да се навиди некоја светла точка, не само кај нас, туку и воопшто во светот. После сите оние години кои што поминавме низ она време на коронавирусот, сите оние локдауни што се случува, кога се оддалечувавме едни од други. Светла точка беше тоа што повеќе време поминувавме како семејство едни со други и видовме дека знаеме да живееме и со убави луѓе. Потоа е ова што ни се случува во моментов на војна во Украина. Не направи да живееме во еден страв, во една неизвестност и верувам дека сијаличката треба да се запали токму со прекинување на тоа едно такво зло кое што се случува меѓу, особено кога тоа се случува меѓу братски народи, а потоа трпат сите луѓе на светот. Верувам дека тоа нема да се прелее, да биде нешто посериозно да се случи. И верувам дека во годинава во која што Христос повторно се раѓа меѓу нас, ќе се роди и во срцата на оние луѓе кои го потиснале мирот внатре во своите души, дека повторно ќе заживее таа желба да се живее во мир, да се подаде рака еден на друг, бидејќи знаеме дека без тоа попусто би било нашето живење. Секој живење во страв не е живот. Господине Пимен, ви благодарам за интервјуто и за одвоеното време. Благодарам и на поканата и ви посакувам среќни празници во годинава што ни предстои. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа со отец Пимен Европски.